но дебатата во Македонија нема да заврши се додека не настапи молкот. Затоа што е важно, затоа што оваа шанса е токму на оваа генерација. И таа шанса треба да ја искористиме. Но јас знам дека со исправна одлука за ќе се ја осигураме и ќе обезбедиме оваа наша Македонија. Конечно, ќе ја качиме на шините, ќе ја подбутнеме и да киниса веќе еднаш после 27 години независност. Денеска огромно мнозинство на граѓани се за. Зошто? Заради тоа што знаат граѓаните дека имаме фер и праведно решение и знаат дека ова ги отвара конечно железните порти на НАТО и на ЕУ. И знаат дека преку тоа ќе има живот во Македонија. И знаат дека преку тоа како родители ќе обезбедат подобра иднина на своите деца. И знаат дека преку тој договор конечно ја обезбедуваме и осигуруваме нашата татковина Македонија и го обезбедуваме она што значи прогрес и иднина за нашите деца и за внуците кои што доаѓаат после нив. Затоа што сме европејци и заслужуваме да имаме квалитетен живот овде во Македонија. И сега кога имаме право ние да одлучуваме, зарем ќе премолчиме, зарем ќе останеме дома? Па историјата ги бележи тие што презимат акција, тие што носат одлуки, тие што седат дома, никој никогаш не ги спомнува. И затоа, почитувани граѓани, дајте постројте на новие референдумски избори кои што ги имаме со референдумско за да се построиме онака сите како што треба да се построиме. И навистина од нас, граѓаните на Македонија, од нас зависи во кој правец ќе се движи Македонија. Јавно го поставувам прашањето. Што ако не успее овој референдум? Што со Македонија? Никој не кажува што со Македонија. Никој. Затоа е многу важно да бидеме сериозни. И затоа е важно и ќе се користам секаде да се обратам до опозицијата. Ова е прашање на кое што граѓаните не очекуваат да не видат заедно. Ние сме веќе заедно, но фали опозицијата овде. Опозицијата исто има одговорност. Лидерството е како дома за секој родител пред своите деца. Лидерството е да заземете вистинска страна и да го водите својот народ. Не може да немаме ставови. Еве единствениот став овој пат да не обедини сите. Зарем има повредно место и нешто од Македонија и од нашите деца и од генерациите кои што доаѓаат да биде повредно за да станеме заедно. Нема. Ова е највредната работа. Затоа ја повикувам опозицијата да ги раздрмаме малку главите и сериозно да пристапиме. Референдумот ќе успее, јас сум убеден дека ќе успее. Но не личи заедно, не личи со консензус, не личи заедно да се редуваме на ова прашање.